Звонко Пекевски, новиот градоначалник на Берово, ја презеде функцијата. Првите задолженија се пописно и мерки за консолидација на буџетот, кој е во длабок минус од околу 50 милиони денари. Прво задолжение е да се изврши попис вонреден согласно законот за средствата, изворите на средства и нивната вредност, за да видиме во каква состојба општината после завршувањето на мандатот на претходниот градоначалник, за да знаеме каква е состојбата со која треба да продолжиме во идниот период. Она што првично можеме да го забележам се големите обврски, особено кон доверителите и кон останатите физички лица и секако неминуваната потреба од изготвување на ребаланс на буџетот. Општина Берово должи по разни основи, но и на општинските советници кои не зеле советнички паушал за 7 седмици. Обврските спрема доверители се над 22 милиони, обврските кон Светска банка по основ на задолжување се 18 милиони 699 илјади, обврски неисплатени кон советниците во износ од 1.117 илјади, има и дел други обврски, меѓутоа тие сега се уште се предмет ќе бидат утврдени во рамки на рокот утврден за воредниот попис. Денес уверенијата за мандат од 4 години од Општинската изборна комисија ги добија и 15 советници. Овде мнозинството повторно е на СДСМ, или СДСМ има 9, а ВМРО ДПМН 6 советнички мандати. Им благодариме на граѓаните за големата искажена доверба према нас. Цениме дека таа е не само доверба, него и голема обврска, за која ќе бидеме должни на граѓаните да се должиме така како што ни дале довербата. За прв пат Советот ќе добие канцеларија во општината, каде што граѓаните ќе можат своите иницијативи и желби да ги спорачуваат преку Советот, за да бидат внесени нивните барања во програмите, во годишните и развојните програми. Можам слободно да кажам дека во име на советничката група на ВМРО ДПМН дека ќе бидеме конструктивна опозиција, дека сите проекти кои што се во интерес на општината Берово, сите идеи кои што ќе придонесат за развој на општина Берово ќе бидат прифатени. На локалните избори Звонко Пекевски доби поддршка од 5006 гласачи или 2107 повеќе од неговиот против кандидат Никола Атанасов, кој освои 2899 гласа.